Ноќниот живот во Македонија замре. По трагедијата во клубот Пулс, веќе една година дозвола да работат имаат само 7 дискотеки на територијата на целата држава. Засилени се инспекцијските надзори, изречени се голем број глоби, затворени се сите така наречени дискотеки и кабаре ноќни барови кои не ги исполнуваат условите за работа. За само неколку месеци по кобниот 16 март 2025 година. Институциите, иако десеткувани, покажаа дека знаат како да ја завршат работата. Со само 13 инспектори, Дирекцијата за заштита и спасување успеала да изврши над 1300 инспекцијски надзори за 9 месеци лани, од кои дури 800 вонредни по пријави на други институции и 500 редовни. 80 правни лица се казнети од Дирекцијата за заштита и спасување и издадени се 35 решенија за забрана за работа. Од она што се смени, можам да кажам дека е донесена нова методологија за процена на ризик кај субјектите и објектите на надзор, при што се класифицирани според степенот на ризик во висок, среден и нисок, и соодветно на степенот на ризик ќе бидат планирани инспекцијските надзори. Од Државниот пазарен инспекторат соопштуваат дека во текот на 2025 година извршиле 4432 надзори, а издадени се 1792 прекршочни налози и издадени се 162 решенија за привремена забрана за работа. Во 2024 година овој број на постапувања бил за 10 пати помал. По трагедијата, Министерството за економија и труд задолжително доставува барања за утврдување на условите од Државниот пазарен инспекторат и останатите надлежни институции, секој во својата област и надлежност. Излегува на терен и доставува одговор до Министерството во рамки на своите надлежности. Покобната вечер во Кочани, наеднаш продавниците кои продаваат противпожарна опрема останаа без залики. Секој објект тогаш побрза да купи опрема за да ги исполни минимално техничките услови за заштита од огнена опасност. Но желбата за заштита од пожари траеше кратко. Денес противпожарни апарати има во изобилство, а купуваат само тие што законски се обврзани. Трагедијата беше повод да се размрда и општеството. Државните институции велат дека трагедијата ја зголеми координацијата. Иако имаат ограничени ресурси, сепак успеваат да направат доволен број надзори за да се спречи нова трагедија. Од Пазарниот инспекторат соопштија дека согласно годишниот план за 2026 година, а врз основа на проценка на ризик, предвидена е минимум една инспекцијска контрола годишно во угостителските објекти кои подлежат на лиценца, како што се дискотека, ноќен клуб или кабаре.